Еве сме назад во студиото, веќе Александар Георгиевски е со мене во студиото, организатор на една од најмасовните трки во Скопје и во Македонија, Прв до врв. Ти благодарам што ја прифати мојата покана. Оставивме малце работите да слегнат. Заврши 14-тото издание. Пред да се вклучат камерите, прокоментиравме дека подобро од лани. Добар ден до вашите гледачи, до вас. Благодарам за поканата да направиме едно резиме на неодамна завршениот 14-ти Прв до врв. До сега најдобар, најмасовен, успешен како и сите други, нели во сите оние аспекти што ги мериме за што е успешен настан. И среќни сме што после едно вакво издание имаме мотив плюс за понатаму да одиме напред. Македонија ја прифати оваа манифестација, оваа трка. Интересно преценели? Апсолутно да, уште од првото издание се виде дека настанот е атрактивен и прифатлив за учесниците. И сега на нас како организатори останува нели само да работиме на неговиот развој и да донесеме што повеќе луѓе да натераме да се бават со спорт и да ја видат убавината на учество во еден ваков настан. Скопје е препознатливо, односно водно е препознатливо во Скопје по планинарење, велосипедизам и ред други работи кои што ги нуди планината. Прв до врв има посебна душа, можам да кажам, и јас неколку пати сум бил дел од оваа трка. Имаше некои новини во годинишното 14-то издание, плюс што можете да понудите? Новини не може да се очекуваат некои спектакуларни. Тоа е концептот на настана, тоа се трките, тоа се патеките. Новини на нас како организатори нели ги поставуваме за цел да ја збогатуваме содржината и придобивките за учесниците. Значи, сите оние што доаѓаат, а има такви што биле од првото издание па до последното. Редовни. Да, на секое следно издание да се чувствуваат се подобри и подобро, значи да им дадеме што повеќе придобивки, значи нели трката има многу трки сега во денешно време. Да. Значи нема викенд да нема една или две трки има некои маратони. Да, па дури и се преклопуваат. Значи не само Скопје, низ цела Македонија. И сега работа на организаторите е да дадат нели бенефит плюс за секој еден учесник, да се чувствува убаво и во иднина нели да. За оние кои што не знаат, што се случува тој ден? Колку трки има, колку дисциплини има, колку надпревари има, во кои категории и така натаму, еден хронолошки извештај. Значи да, Прв до врв денес е еден многу комплексен настан составен од повеќе трки, можеби единствен и оригинален од тој тип, затоа што во себе содржи трка во планинско трчање, односно скачување, ние го викаме трчање, ама секогаш да објаснуваме за да не сватат нели гледачите или оние кои што немаат нели доперни точки со спортот, ретко кој може да трча по угорница, бидејќи Прв до врв е трка во искачување. Значи се оди од доле нагоре, нема само угорни нема. Значи под планинско трчање еве да објасниме во еден поширок поим дека тука влегува и одење, и планинарење, и значи не само трчање. Потоа имаме трка во планински велосипедизам. Тоа се оние велосипеди за И се тркаат нагоре? Да, и тие возат по своја специфична стаза со 4 земјани сегменти. Па трка во друмски велосипедизам. Тоа се оние брзински точаци со тенки гуми кои што водат по асфалтниот пат до водно. И во последниве години повеќе како новитет, а не толку колку бројност и масовност, имаме трка и за електрични точаци, за да ги вклучиме и бидејќи таа заедница на луѓе кои што користат таков велосипед е се поголема и бројката на учесници од година во година осетно расте. И би ја додал тука и петтата трка, а тоа е трката за компании, тимбилдинг трката Summit Run, која што е дел од трката во планинско трчање, меѓутоа има посебно рангирање за компаниски тимови, како екипи, како компаниски тимови. Така да и тие што биле на Прв до врв знаат колку е комплексно и долго трае прогласувањето на победниците, бидејќи нели за да се прогласат сите победници во овие 5 трки, и машки и женски и старосни категории. Ти посебно жири што одлучува, што гледа, што мери, што нема жири, има мерење на време. Значи, да, резултатот најбрзото искачано време
е критериум за рангирање, значи кој ќе стигне Има најбрзо. и детска награда тој е за прв најмалите возрасти? Да, имаме до 12 години најмалата категорија во секоја од трките. Каков е одзивот на децата? Има, да, се повеќе, особено во планинско трчање, па и во велосипедизам. Оваа година имаше доста и во До двете 12 категории. години се качуваат до врв, Да, можат. да. Тоа го имаме на нас, за момчиња? тебе сега. Тоа сакам да кажам, веќе се поминати 14 изданија и ние може да видиме како одредени учесници нели растат, стареат, созреваат низ настаните, да, некои што ги познаваме од самите најмали почетоци, нозе. да. Сега на пример некои дечиња што освојуваа порано награди, сега веќе се тинејџери и поголеми и сега се надпреваруваат во другите категории. Интересира, и лани разговаравме, бевте повикана кога заврши 13-тото издание, како се роди идејата за еден ваков настан да се организира? Без некои големи амбиции, чисто една убава идеја, ајде да направиме нешто на водно, бидејќи еве го водно, Да се искористи. толку е добро да сите ние одиме, нели, дали за планинарење, дали за возење велосипед, то некако коинцидира и со моите почетоци со рекреативно бавење со велосипедизам и кажавме ајде нешто да направиме. Првата идеја беше само во планинско трчање, меѓутоа во еден поширок состав во еден тим што се создаде со помош на луѓето од Скопски маратон, Сојуз на спортови, кажа па зашто да нема и велосипедска трка и така ја вклучиме велосипедската. И ете, така по игра на случај настанот веднаш или почна со повеќе трки и денес еве го настан со 5 трки. На почетокот нели уште не знаевме. Една беше велосипедската трка, па после тоа почнавме да ги двоиме на по категории и така. Меѓутоа основната идеја беше ајде да направиме нешто на водно. Ние во тој момент за себе имавме организација од спортски настани, одбојка на песок во Охрид и видовме дека е навистина интересно и има иднина, има развој, интерес да се организираат спортски настани за рекреативци, значи не само за овие официјални надпреварувања што организираат федерациите, туку за рекреативци, затоа што секој од нас би требало и се бави со некаков спорт, дали е тоа нели фудбал, кошарка, трчање, велосипедизам, иако по последно време многу доаѓаат до израз овие индивидуални спортови. Сега не знам, претпоставувам во нашата младост, ние кога бевме деца, повеќе се ставаше акцент на тимските спортови, да, на колективните екипи, на колективните. Меѓутоа денес е друго време, луѓето се бават со индивидуални спортови и така налаги самиот живот, нели, за да се соберат повеќе луѓе. Денес животот е брз, не секој има време да се договорат во ист термин. И видовме дека има навистина голем потенцијал и од еден таков рекреативен турнир во одбојка на песок во Охрид, рековме ајде да имаме нешто и во Скопје и така настана прв до врв. Така. Сега кој има многу предизвици да се организира еден ваков настан, се затвара цела водњанска, не знам, треба и безбедносни, организацијски предизвици. Што се треба да содржи во тој ден? Какви обврски имате како организатори? Безбедностни за учесниците? Како организатори сме, да кажам, најстрикни утрото кога ќе дојде денот да се случи настанот. Претходно се најголемите обврски. Трчаниците се претходно. Да, претходно има навистина многу подготовки да се обезбедат еве овие работи за да биде така, да секакви дозволи. Да, дозволи, патеките да бидат проводни, да се исчистат, да се маркираат, нели за да има некои учесници што доаѓаат прв пат. Медицински тимови има на неколку локации или? Да, има се обезбедување, медицински тимови, полициска асистенција за сообраќај, мерење на време, судии. Она што би го кажал еве како нешто интересно дека нели природата си работи секоја година, оваа година на земјените сегменти, оние кои што се наоѓаат во шумите на водно за патеките, кај што се праќаат патеките во планински велосипедизам, имаше 3 паднати дрвја, кои што не можеше никако да се трнат. Значи мораше тука да се интервенира, се чекаше нели институциите да го завршат своето, не го завршија, па организаторите мораа сами на неколку дена пред настанот да сами да ги отстранат. Колку волонтери, партнери, институции се вклучени во целата оваа игра? Никогаш не сум ги избрал вака, али да кажеме дека на настанот работат 50 на луѓе. Значи од подготовка до самата реализација, бидејќи тука
Нашиот тим е Кога мал. заврши видов на видеата горе е журка, се случува. Нашиот тим е мал, меѓутоа покрај нашиот тим работат, како што кажавте, волонтери, работи тимот од спонзорите, и тие се вклучени, и тие помагаат. Сите овие институции што ги набројавме, сега ако земеме да ги ставиме полициска асистенција, може би има од 10-15 членови на полициските тимови, медицински тимови, суди, федерациите ги вклучуваме исто така во организација на настанот, а да не говориме нели за она што следува после трката, горе ние сакаме тоа да го постигнеме, да се разликуваме од другите трки, да имаме фестивал после трката, да не биде сум завршил со трката и сега треба да се одам дома, туку горе имаме буквално еден фестивал со музичка програма, со штандови од спонзорите, со луѓето да можат да останат уште некој час, да горе да се поминат убаво, да. И навистина тоа го бараат луѓето и го прифаќаат, бидејќи еве оваа година исто имавме некој скриен страв дека бидејќи нели жичарата не работи последниве месец-два, дека и одзивот ќе биде помал бидејќи луѓето си одат после трката со жичарата. Меѓутоа оваа година не само што тоа не се оствари тој страв, туку и луѓето останаа најдолго, не знам, иако ги чекаше пат до дома, нели, бидејќи колку треба време да се качиш горе, треба да се спуштиш кога си. Така неколку часа ќе треба ќе треба и за надоле. Да. Освен домашни, имаме и странски натпреварувачи? Да, има. Од кои држави вака се најбројни? Од соседните држави се најбројни и сега гледам дека има тие денес, оваа година имаше случај од Бугарија да бидат наменски дојдени, дури и победи во планинско трчање, во машка конкуренција, учесник од таа држава. Меѓутоа гледам има многу странци, веројатно кои што се во регионот тука на работа и тука живеат. И сме имале минатите години наменски да дојдат учесници од Германија, меѓутоа ако набројам од регионот, од Соединетите американски држави, имаме од Англија, Португалија, Италија. Значи има меѓународен карактер, иако тоа е една од работите кои што би сакале ние да ги развиваме, особено во иднина, затоа што настанот има потенцијал да за каква бројка зборуваме за годинава, не ја спомнавме, колку учесници имаше? Вкупно учесници имавме 4500 учесници, што е навистина рекордна бројка. Секни сме што сме дојдени до Сите успеа се качат догоре? Не сите. Гледаме по тоа дека имаше и одреден број на неподигнати стартни пакети, во резултатите гледам дека има и луѓе што не завршиле. Меѓутоа за нас тоа е официјален податок на колку пријави сме примиле. Кога се качуваат горе, што се случува, од кога ќе успеат да поминат целта, добиваат финишер медал за успешно завршена трка, оние што ќе победат добиваат и победнички одличја и после тоа добиваат забава. Колку е важно за Скопје, за Македонија водно да се промовира во еден спортски културен центар? Да го подигнеме на повисоко. Несомнено е важно и несомнено има потенцијал, еве преку вакви настани, не е само нашиот, има и други што се организираат, да биде навистина привлечна и атрактивна локација. Што сакам да кажам? Прво, на Скопјани име водна надланка, може да го користат секој ден во работен ден за викенд. Она што мора да се направи за да го зачуваме вакво е тоа да се забрани сообраќај дефинитивно. За да се забрани сообраќај, нели не може да дискриминираме и да кажеме дека може водна го користат само тие што се физички спремни, мора да обезбедиме јавен превоз, дали тоа ќе биде жичара, дали ќе бидат автобуси, најдобро да биде жичара од градот па до врвот. Значи за да го зачуваме и да биде водно вакво исконски природно и убаво. Дека не треба да има автомобили до средно или до средно е дозволило според вас? Според мене не треба да има. Нема затоа што целиот хаос се случува заради тоа. Значи пак не говорам за оние што се дојдени да уживаат на планината, говорам за оние што ја злоупотребуваат. Так. Значи има и такви случаи. Еве јас од овој период во годината па до крајот на летото секој утро сум на водно. Значи и сум сведок оние што биле навечер што оставаат за себе. Така да водно за да го имаме вакво, ја мислам дека мора да го затвориме, значи на ничија штета, значи нели има и гостителски објекти, има и луѓе што не може да се качат, треба да им се овозможи поинаков
начин да барем дојдат до јавен горе. превоз некако да тој што сака да Или ужива. ова што е уредено на овој начин со наплата на паркинг дефинитивно не функционира. Значи од 100 коли, 10 коли плаќаат паркинг, другите несанкционирано паркираат каде ќе стигнат. Така да тоа не е никакво решение. Доколку сакаме да пуштаме автомобили, нека биде со влезница од подножјето, Па нека размислат тие што сакаат да дојдат или да не доаѓаат. Колку е ова порака до младите овој настан што го организирате? Колку се расте од година во година? Интересот и ние како организатори имаме за цел да ги привлечеме најмладите, оние што се осамостојуваат, што не мора да дојдат со родител на водно. Тие се млади свесни луѓе кои што се повеќе се бават со спорт и сакаме да им го доближиме настанот како таков, иако тие генерации се прилично големи индивидуалци, сами се снаоѓаат, сами практикуваат спорт, не им треба некој да ги организира, сакаме прв до врв да им го доближиме преку програма адаптирана за нивните вкусови, затоа што и ние како организатори гледаме дека низ овие 14 години имаме навистина луѓе што ни се повторуваат и тоа е одлично, меѓутоа и гледаме дека тие едни исти луѓе, нели, и тие стануваат повозрастни и возрастната структура на настанот на некој начин старее, затоа имаме за цел да ги привлечеме најмладите, бидејќи нели иднината и за настанот и за целото општество е кај нив. колку што можам да забележам не само спортски, туку и еколошки момент има самиот надпревар. Апсолутно, ние цело време упатуваме пораки дека мора да се остави планината чиста, дури оваа година, бидејќи ние при чинот на пријавување имаме наведено што добива секој учесник и една од работите дека има бесплатно враќање со жичарата и тоа го правиме нели во соработка и во договор со јавното сообраќајно предпријатие кое што управува со жичарата. Сега непосредно пред да се случи настанот се објави дека жичарата нема да работи. Од технички причини. И сега на некој начин ние како организатор сме ветиле некоја придобивка која што не може да ја исполниме. Меѓутоа тоа е виша сила, не е до нас. И рековме ајде кога е веќе така, обезбедивме за секој оној кој што ќе оди надоле, ракавици и киси за отпадоци. Барем да се собере она што е. Кога веќе се оди, пошто се на толку многу луѓе има нели еколошки свесни, меѓутоа има и такви кои што не внимаваат. Може некој да фрли нешто, може има нешто фрлено од претходно низ. Во претходниот период и рековме ама ништо не чини да се собере. Така да и одзивот беше неверојатно голем. Секој кој што тргна надоле си зема кеса за да. Така да тоа е убавината, значи таа заедница која што се бави со ваков тип на спортови, значи тоа се луѓе веројатно со поголема, понапредна свест и сакаат да живеат во средина која што е достојна нели за живот, еколошки чиста, уредена, безбедна. Еден од аспектите за ова што сум против автомобили на водно и безбедноста. Затоа што нели посебно од средно водно нагоре, значи после одреден час во денот некогаш се затворени рампите од средно до врвот момента, некогаш не. Знам дека не е дозволено, затоа не е дозволено, меѓутоа има многу. Знаат да се отворат рампите да ги пуштат автомобилите нагоре? Па лани беше тоа многу убаво средено со 2 рампи, па од таму нели има и Црвен крст на водно, па тие управуваат со нив. Сега кога си оди чуварот што е на средно водно некаде околу 17-18 часот, тоа остава отворено и сега нагоре на иста патека се спуштаат велосипеди, се качуваат автомобили и обратно, тоа се големи ризици. Тоа е голем ризик. Да. Тоа е голем ризик бидејќи со велосипед мислиш дека нема автомобили, си послободен и од друга страна мора да водат автомобили затоа што на врвот на водно има, не знам, полиција, има свој дежурен тим. Да, меѓутоа треба да се управува возилото многу. Да. И во денешно време на висока технологија, за тоа не мора да се дедицирани човек да ја крива рампата, тоа може да се прави од некое друго место, така да да сензорски. Да. Кажете ми, дали препознавате надпреварувачки дух или повеќе рекреација кај овие учесници кои што комбинирано е, да. Комбинирано? Значи има такви кои што доаѓаат за дружење? Да. Не, најголемиот дел, исто ова може би има во некои од следните прашања, да го кажам, оној момент кога почнавме да му се посветиме повеќе на делот да привлечеме компаниски тимови. Значи тоа е исто еден нов убав тренд, значи сите ние знаеме како изгледа
кај нас нели поимања за тимбилдинг е 8 мартовска прослава, новогодишна прослава по фирмите. Да. Сега има еден нов тренд да вработените тимовите составени од колеги додат на ваков тип на настани, што е многу добро. И еве да кажеме дека тие најголемиот дел од нив доаѓаат за рекреација и забава, и што е многу добро. За дружење, супер. Значи, тие што ги гледате секој ден на работа во едно поинакво светло, сега може да ги видите, нели, малку поинаку, што е исто така добро за градење на тимот. Не случајно Колку се тимови измислени имаше во работи. приватниот сектор? Каква бројка ви текнува? Па тие се скоро половина веќе од настанот. Браво. Да. Браво. Еден, мислам, е многу битен фактор на растот на настанот е вклучувањето на таа трка на компаниски тимови. Тие прават масовноста, бидејќи тие нели учествуваат и во трката во планинско трчање. Така да на прашањето нели дали се доаѓа до победа, основното мото е да се биде прв до врв, меѓутоа нели еден ќе биде прв до врв, меѓутоа сите ние може да бидеме подобри во однос на претходното искачување. А најосновната идеја е да се види еве преку работа што не можеби му е спортот, одење на водно далечно, да види преку еден ваков настан дека може да дојде и самиот било кој дел од годината и дека водно не е нешто страшно, не е некоја далечна планина, сурова планина, тука е на чекор од градот, никој не може да се изгуби, секој може да се качи и да луѓето што почесто да практикуваат одење и на планина и спортување. Би се развила идеја за проширување на прв до врв и на други планини? Размислувате? Не само што ни се развила, него и сме пробале да го направиме тоа на Шар планина, да. Го правевме 2-3 години поред, после тоа настапи короната и тоа некако прекина. Го заборавивме тоа пред короната веќе што беше. Да, и се смени општинската администрација, се изгубија контактите. Инаку, на пример, ние го викавме тоа како еден понапреден прв до врв, бидејќи Шар планина е... Да, малку понезгодна е од водно. Меѓутоа е на ист начин, од Тетово, од подножјето, значи од градска средина да се отиде до Попова шапка, значи не до врвовите, меѓутоа исто беше доста интересно, истите дисциплини, целиот концепт пресликан на друго место. Сакам да прашам имиџот за туристичка промоција, колку е битен прв до врв? Колку, ете рековте дека има од Бугарија, има од соседството, дали веќе прв до врв го става Скопје на мапата на трки? Го става, меѓутоа ние не можеме да го одработиме и тој дел, затоа што ние нудиме содржина, сега треба веројатно некоја институција, некој друг комерцијален сектор, агенција да за се бави, бидејќи навистина е тренд, посебно и глобално, меѓутоа и регионално гледам дека многу луѓе одат и посетуваат други настани, посебно во делот на трчање, велосипедизам. Меѓутоа, нели реков и на почетокот, ова е еден уникатен настан со повеќе трки и навистина може да биде атрактивен и од тој туристички аспект да привлече доста посетители од надвор. Компании има што ве поддржуваа, што се со вас со години, бидејќи се ова да се одржи со години, еве веќе идеме, ја ситнете втората деценија, треба да бидете препознатливи дека ова е добар имидж. Ние имаме 3 години назад главен партнер, тоа е Шпаркаса банка, морам да ги поздравам, бидејќи откако тие се вклучија како главен поддржувач на настанот се ослободи од притисокот да штеди, да рационализира, значи се ослободивме и почнавме да мислиме малце пошироко, да, еве тоа што го кажав на почетокот, да им дадеме што повеќе придобивки на учесниците, затоа што големите спонзори носат една таква комоција организаторот да може да организира настан кој што ќе биде добар за учесниците, значи не и што е многу важно, сега не сакам да критикувам, меѓутоа последниве 10 години во Македонија живееме, мислам, организаторите цело време чекаат некакви јавни пари, општински пари и сега секој... Меѓутоа, се повеќе приватни, барем мојот впечаток дека има општествено одговорни компании кои што препознаваат спортски моменти и културни моменти кои што застануваат позади. Добрите настани добија големи партнери, морам да кажам, и ние сме пресекнивите
што ја имаме соработката со Шпарка се банка, имаме подолгорочен договор, тие се задоволни од настанот, гледаат, нели, имаат се вклопува во нивната визија. Ние како организатори сме исто така задоволни бидејќи ние се гледаме со нив како еден поголем тим кој што го организира настанот. Така да морам да кажам дека е од огромно значење да се има таков партнер и за да се изработи еден успешен настан. Ако од денешна перспектива гледате 5 години напред, каде го гледате прв до врв? Со многу меѓународни учесници. Значи, ние можеби минатата година го кажав истото, бидејќи тоа навистина го мислам и такви цели поставуваме да привлечеме што повеќе учесници од надвор. Од една страна, од друга страна да ги натераме да дојдат на прв до врв сите оние кои што досега не биле, а се тука и го имаат, нели, на дофат и на дланка водно, да дојдат на прв до врв за да видат дека водно е за секој ден. Да, тоа би било и пораката која би ја испратиле до сите оние кои што се мислат дали можат, дали треба да излезат и Нема некој што не може, значи едноставно Некој ќе рече до средно би можел да се кача, меѓутоа Ама во друштво се е полесно, значи кога се колку доаѓа е опасно и колку има кондиција до Јас рекреативно индивидуално се бавам со велосипедизам и сум секогаш љубоморен на тие што учествуваат на прв до врв, бидејќи јас не можам да бидам дел од нив. Значи колку треба да менаџирате други работи. Да, одам на други настани, на полумаратони, на други трки, каде што е сосема различна енергијата кога се учествува на организиран настан отколку кога се оди на индивидуален тренинг. Така да топло препорачувам на секој и некој што мисли дека не може, значи самата толпа ќе го повлече. Значи има и брзи, има и средни, има и спори. Ќе се најде со некој и ќе заврши трката. Ми се чини дека лани кога ја одделувавме емисијата, односно разговорот, рековте дека уште од следниот ден се подготвувате за новото издание. Кога почнуваат активностите за 15-тиот, би кажали, јубилеен прв до врв. Значи, и што може да очекуваат? Дали нешто ќе има, планирате некоја новина? Значи, некои драматични новини нема да има. Освен тоа што ние сега го објавивме, следниот датум е 16 мај 2027. Тоа е секогаш, значи, третиот викенд во мај се случува прв до врв. До есента ние немаме сега некои поголеми ангажмани околу прв до врв, бидејќи имаме и други настани. Сега на 4 јуни имаме друг настан, уште еден тимбилдинг настан, трка во 5 километри за компании. Меѓутоа веќе од есента почнуваме, нели, со отворање на пријавите, подготовка, продукција на материјали и така натаму, така да има подготовки. Не е голема настанот, значи треба да се договорат многу работи, како што кажав на почетокот, да се дефинира програмата, да се вклучат институциите и така. Александар, ти благодарам. Интересно е да се разговара со тебе како организатор на оваа манифестација. Се надевам дека и до година кога ќе заврши 15-тиот прв до врв ќе видиме импресиите како поминало и што се случувало се нападените на водно. Благодарам и вам за поканата, да може да Со ова гостување сакам и повеќе да дадеме на актуелност на настанот, колку можат луѓе повеќе да се пријавуваат, да се цени. Апсолутно, да, и ова исто така ми се допаѓа што после настанот некој не кани да разговараме. Обично, нели, и ние сме фокусирани пред настанот тоа да биде промотивно, да поканиме, да привлечеме луѓе, меѓутоа Ама и знам во какви гужви сте, тогаш е да се спомине и да биде релаксиран момент каде што можеме, нели, со да се кажете што се смирени случило импресии, да споделиме со вашите гледачи како помина прв до врв и нели уште еднаш да ги поканиме да бидат заедно со нас во годините што следат. Така, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Почитувани, одиме сега со една кратка пауза, па влегуваме со третиот дел од емисијата.